Четврток, 14 ноември, 18 часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за Скопје ми е дома преку локалната програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, ви благодариме што ја следите токму Вистинска телевизија и циклусот емисии Скопје ми е дома. И оваа седмица, односно и овој четврток, продолжуваме со низата гости и соговорници, односно продолжуваме да ви носиме токму во вашите домови актуелни и свежи информации за вашите општини. На самиот почеток од емисијата сакам да напоменам дека и оваа емисија е интерактивна, односно низ текот на целата емисија ќе имаме отворени броеви преку кои што ќе можете директно да не се вклучите во студиото, да го исконтактирате, односно да поставите прашање, да дадете конструктивна критика или совет секако до нашиот и ваш гостин. Пред да го најавам мојот соговорник, ќе ви се заблагодарам и овој пат што не следите на скоро сите социјални мрежи на Вистинска телевизија, што ни пишувате идеи, што ни давате предлози за нови теми, нови гости и секако што сте наши поддржувачи. Пред да го најавам мојот гостин и соговорник, предлагам од режија да ни пуштат видео и да видиме за која општина ќе говориме вечерва. Општина Бутел се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија. Во општина Бутел се наоѓаат селата Визбегова, Љубанци, Љуботен и Радишани. Основан е согласно Законот за територијална поделба од 2004 на 12 април 2005. Бутел е четврта по големина општина во Скопје, осма по број на жители. На крајот на 19 век Бутел бил мало село во Скопска каза, а во 1900-та живееле 84 христијани. Населението нагло пораснува по земјотресот во 1963-та, кога е подигната урбана населба за сместување на обездомните. Блаже Коневски, кој ја проучувал етимологијата на зборот Бутел, а истовремено и Битола, и ги доведува во врска и доаѓа до сознание дека нивните заеднички корени. Тој вели дека коренот на зборот Бутел е старословенски, што значи дом или жилиште, со значење вкоренетост. Човекот некогаш своите живеалишта ги врзувал за плодните места и од тука значењето на Бутел и Битола, односно дом или вкоренетост. Да изградиме модерен Бутел, тоа за мене е мотивација, ќе каже првиот човек на општината, а јас ќе кажам добре дојде за Дарко Костовски, градоначелник на општина Бутел. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Скопје ми е дома. Господине Костовски, како сте? Добро е, супер. Ете, динамичен ден денеска и секогаш кога е денот динамичен, чувствувам и задоволство бидејќи има во што да се сработи. Така, постојано има настани, постојано има проекти кои што ги споделувате со граѓаните. Имено вчера се случи 80 дена од слободата на Скопје, односно Скопје го славеше 80-тиот роден ден од како е слободно. Живее ли Скопје во духот на слободата денес? Апсолутно да. Мислам дека живее во духот на слободата. Скопје е градот каде што сум роден, мој град, условно кажано, општина Бутел е дел од градот Скопје, тоа што вие го започнавте како увертира на оваа емисија е моја градоначалничка цел, тоа е општина Бутел да стане модерен дел од градот Скопје и да го добие епитетот урбана општина. Мислам дека сме на добар пат за многу скоро и тоа да се оствари. Неодамна се пофаливте дека сте најтранспарентна општина во Скопскиот регион. Што значи тоа за вас како градоначелник со повеќе од 3 години мандат? Пред изборите, пред локалните избори, општина Бутел се наоѓаше помеѓу последните општини на територија на Република Македонија по низата на мерливост врз основа на тоа колку е транспарентна. И токму заради тоа можеби во тој период малку поамбициозно, но еден од носечките проекти покрај оние крупни капитални проекти беше и како последен, мислам 9 или 10, не се сеќавам, посочено дека општина Бутел ќе биде исклучително транспарентна општина и буквално си го земав како предизвик, за да после 3 години од тоа ветување, според последните анкетни мерења
по однос на сите потребни критериуми, општина Бутел е најтранспарентна општина помеѓу скопските општини, е во самиот врв на ниво на Република Македонија. Задоволството е големо, бидејќи едно од клучните цели на еден градоначалник и на една општина генерално земена како администрација е да биде отворена и транспарентна према граѓаните, заради тоа што јас и администрацијата во општината директно постоиме за граѓаните. Колку често се гледате со граѓаните? Имаме една пракса која што во извесен период од годината некогаш знае да забави, особено во летниот период, но најчесто трае, а тоа е секој вторник да биде отворен ден во општина Бутел. Може да закаже буквално секој граѓанин кој што живее на територија на општина Бутел на отворени телефони, си добива буквално термин, си доаѓа на терминот и остварува средба со градоначалникот. Ве чувствуваат ли за близок човек од општината, сожител? Сакам да прашам колку граѓаните учествуваат во креирањето на проектите, еве сега конкретно се планираат и буџетите за 2025, како ги вклучувате граѓаните во ова? Директно, непосредно и навистина тоа е една од работите која што премногу ми значи, бидејќи покрај тоа што граѓаните се чувствуваат навистина убаво, бидејќи директно се вклучуваат во креирањето на политиките на општина Бутел, многу ни помага и нас како општина, мене, на мојот тим да дознаеме убави свежи информации за да направиме нешто што и не сме го ветиле. И во таа смисла многу поголем дел од програмата која што ветив пред избори ќе биде остварено на терен кога станува збор за нови проекти, дури и некои нови капитални проекти кои што можеби не сме ги имале на ум пред изборите ги направиме, а со начинот на кој што го креираме буџетот стигаме до нови свежи идеи, бидејќи нели граѓаните знаат најдобро што е потребно. Извинете, овде имаме јавување. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Повелете, ве слушаме. Ќе продолжиме овде, па подоцна се надевам ќе се оствари. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Успев да ве добијам. Повелете. Пред се да го поздравам најдобриот градоначалник до сега на општина Бутел. Повелете, ве слушаме. Благодариме. Поклон доземи што ги поддржува младите во спортот. Значи, пред се многу има направено за општина Бутел, многу спортски терени, детски игралишта. Инаку јас сум жител на општина Бутел и му благодариме што по подолг временски период на основното училиште доби фасада. Но би сакала еве јавно да го прашам до кога и кога би била готова градинката во Бутел 2. Ви благодариме. Градинката во Бутел 2. Да, градинката во Бутел 2 започнавме некаде на средина на летото. Тоа е втора градинка која што првата ја започнавме, ја завршивме, некаде на пролет ќе почне со работа, а градинката во Бутел 2 би требало некаде следната година, месец септември, октомври да биде веќе завршен и да започне со работи. Затоа ќе заокружиме две нови градинки започнати и завршени за време на еден мандат. Многу ни се важни мислењата на граѓаните, многу сакаме да го слушнеме нивниот збор, па по тој повод отворивме како телефон, така и излеговме на терен токму во вашата матична општина. Јас овде предлагам да ја погледнеме анкетата која ја подготви редакцијата на Вистинска телевизија токму за Скопје ми е дома. Што велат граѓаните за општина Бутел? Повеќе од 3 години Дарко Костовски е првиот човек на општина Бутел. Вистинска телевизија излезе на терен токму во општината. Ги прашавме граѓаните што мислат за досега сработеното од градоначалникот, колку се задоволни. Видовме конструктивни критики, совети и секако пофалби за градоначалникот. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја приготви Вистинска телевизија. Супер, изврсно. До сега, фала Богу, добро. Најдобар градоначалник до сега. Се работи ли во општината?
се работи, пуна пара. До сега е супер, па Ќе дадете ли повторно доверба? обавезно. За него обавезно. До сега е добар човекот, изврсен. Градоначалник е многу добар, ама беше онај други, он е био бољи. Стари, ама био многу добар и правил за Бутел многу. Како сте задоволни од работа? Задоволна сум, да кажам, сите ми се добри. Сите се добри, немам потреба што да кажам лошо. Вие сте жител на Бутел? Јас сум север тука близо. Се работи ли во општината? Се работи. Се работи супер. Би ја дале ли повторно довербата на овој град? Дала, зошто да не? Стварно се фер. Зошто да не? Би ја дале ли повторно довербата на Костовски за градоначалник? Да, секако. Супер, презадоволни. Стварно свака му част. Млад, Се работи ли во општината? да. Многу е убава. Немам коментар. Се чувствува ли разлика од претходниот градоначалник и мандат? Многу. Многу. Нема. Дале ли повторно поддршка на Костовски за градоначалник? Да, да. Мене да не ме испрашуват. Ја не знам ништо, не може да ви кажам. Ја 81 година имам и тоа не ме интересира како сум задоволни. Почувствувавте ли разлика во, за пензионерите се прави ли нешто? Не. Не се прави ништо, не гледај тамо паркот каков е. Нема каде седнеш, само идат кучиња, носат тука да вршат нужда и друго ништо. Све искршено, све. За ништо не чини. Задоволни премногу. И нема друго што да кажам, немам никаков коментар. Се работи ли во Бутел? Јас од Кучевиштето. Бранко се викам. Ова што гледаш продам, пазарчето горе-доле, спрема луѓето, задоволни. И нема друго што да кажам. Немам лоши зборови. Би го гласале ли повторно Костовски за градоначалник? За тоа би размислиле. Па добро е, шо? Нека си продолжи така. Само напред. Што друго да кажам. Се чувствува ли промена во општината? Се чувствува ли промена во Бутел? Се работи ли во општината? Па се работи. Се чувствува, има добро. Добро е. У секој случај е петка. Би ја дале ли повторно поддршката за Костовски? Да. Многу сме задоволни. Да, многу јас не живеев тука, така да вака соседите ми кажуваат дека стварно многу. Функционира општината, се работи во неа. Да, само пример можам да забележам пазарот баце да биде почист, околу чистотата можам да кажам да се напредува хигиената, а друго не сум приметила некакви забелешки големи, не. Презадоволен. Значи, за овие 3 години што ги има направено, стварно презадоволен сум. И од неговата работа, и од тимот што е негов, и стварно нека продолжи така, мислам дека многу ќе просперира. Се работи ли во општината? Како не се работи, се гледа, сегде се работи, сегде по нешто се работи, дали улици, дали нешто, стварно се работи. Би дале ли повторно поддршка на Костовски за градоначалник? Со двете раце. Па да ви кажам, ја не излагам многу, али во ред е. Барем нешто почнува да работи. Па сега како да речем. Се чувствуваат ли промени во општината? Па не знам, искрено да ви кажам, зашто стварно многу ретко излагам, со мали внуци сум и многу не знам, не се движам, сега ми е кој знае кој пат да излезам. Би дале ли повторно поддршка за Костовски за градоначалник? Па да. Веруј ми. Ајде да кажем задоволна сум, ама немам неку потреба од njega. Се работи ли во општината? А како не се утепа? Никако. Ништо не направил, ни улица изметнал, нити нешто направил. Во север живеем, уопште ништо не направил. Јас уопште не живеам овде, така да не знам што направил човекот, а валја е добар. А знам дека некој карате, марате, нешто таква беше. Превише многу. Превише. Најдобар градоначалник немал до сега. Ќе го гласате ли повторно? 100%. Сигурно ќе го гласам и цел живот ќе го гласам ако биде он. Толку е од мене. Се работи ли во Бутел? Што треба види, све чисто, нема нигде ништо, се најдобро. Задоволна сум, само имам и некои мали приметби. Например, трговскиот, јас тука работев со години, никош волку загаден не е бил. Значи, погледнете, видите секаде ѓубре на сите страни, контейнери ни тргнаа све. Иначе си работи дечкото, супер е. Би ја дале ли повторно довербата? Да.
Да, наше дете тука Бутилченце. Фала, девојче. Колку сте задоволни од работата на Дарко Костовски? Многу. Значи, градоначелник кој што воопште не треба да се смени. Не треба. Се работи ли во општината? Работи многу. Значи, патиштата, комисии пуштат по улициве, како се, дали имат истапи урбанистички. Повторно би го гласила и те, како би го гласила? Затоа што човек што работи треба да се награде на тој начин. Не. Он гради, а не кради. Граѓаните не умеат да излажат. Оние даваат довербата и тие и ќе проценат дали следно повторно ќе ја дадат. Како сте задоволни од овие мислења? Па, генерално се движам низ народот и мора како политичар да сте искрен према себе за да биде како што треба работата понатака, поврзана со иднината ваша во вашето функционирање и не би кажал дека сум изненаден од анкетава, но ми причинува задоволство секако, заради тоа што најголемиот дел од граѓаните го гледаат тоа што се работи на терен, бидејќи станува збор за видливи, крупни, круцијални проекти кои што поголем дел од нив и се ветувани можеби повеќе од 30 години. Вие ветивте дека општина Бутел ќе се менува, дека граѓаните на Бутел ќе добијат модерна и урбана општина. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер, повелете. Ве слушаме. Општина Бутел, добро вечер, повелете. Нешто? Во програма сте, повелете. Повелете? Ајде да видиме што пофалија граѓаните и што се работеше во општина Бутел. Нов спортско-рекреативен центар Радишани, повеќе од 5000 метри квадратни, што ќе опфаќа овој центар, какви содржини, колкава инвестиција е ова, господине Костовски? Тој веќе четврт спортско-рекреативен центар, иако пред изборите најавивме 2, до крајот на мандатот ќе има 8 сигурно, поточно во секое поголемо населено место. И ова е она поврзано со граѓаните кога ќе барат нешто вод што не сте ветиле, а ќе го направите. Спортско-рекреативниот центар Радишани ќе опфаќа едно модерно баскет игралиште кое што е веќе изградено, морам да посочам, со специјална фиба подолга, тоа беше еден од првите мои проекти, подолга за баскет. Дополнително сега ќе изградиме ново модерно тениско игралиште, со целосна нова реконструкција, со целосна нова подолга, дополнително ново фудбалско игралиште со вештачка трева, дополнително детско катче на повеќе од 300 метри квадратни детско игралиште, кој што ќе биде едно убаво големо детско игралиште и парковска содржина за да може да рекреираат повозрастните. Овие спортско-рекреативни центри многу квалитетно поминуваат, се препосетени од страна на жителите и во таа смисла затоа и се одлучи во секој едно населено место за време на мојот мандат, во секој поголемо населено место добие по еден спортско-рекреативен центар. Радишани немаше досега спортски центар? Радишан имаше стари дотрајани спортски терени кои што беа изградени пред повеќе од 20 години. Сега ова е втор спортско-рекреативен центар во Радишан, како што сум јас градоначелник. Првиот беше во долниот дел на Радишан, место познато како Олимпија, иако спортскиот центар се вика Македонија. Ова е втор спортски центар во населеното место Радишани, а веќе кога сме на тема Радишани со новите проекти од владата, ќе изградиме и за многу скоро почнуваме, веќе проектна документација е готова, еден нов мегапарк кој што ќе се простира на 10.000 метри квадратни на третиот влез. Да, за тоа малку подоцна за да говорите и владата. Јас би сакала да се осврнеме малку на вашата можеби прва љубов, спортот, како човек кој што е секако покрај градоначелник и спортист, еве и граѓаните ве препознаваат и како таков. Колку сте поддршка и секако помош за младите спортисти кои што чинам дека ги има многу во општина Бутел, која што важи за една од поспортските општини. На оваа тема можам да бидам и малку нескромен, да кажам дека спортот на територија на општина Бутел доживеа ренесанса.
од секој можен аспект. Мислам дека сме единствената општина на територија на градот Скопје кои што и директно помагаме спортистите. Имаме над 100 стипендисти спортисти кои што директно им помагаме со годишна стипендија. Секако помагаме и на спортските клубови со голема сума на пари. Спортската инфраструктура, мислам дека за период од 4 години направивме колку што за 30 години назад е направено. И во таа смисла не постои вака накусо кажано спортист кој што има одредена потреба или потешкоти ја бил вратен од моја страна. И можеби некои луѓе од други области малку ми замеруваат за оваа тема, но сепак доаѓам од таа бранша, знам колку е потребно сето тоа, знам колку спортот е значаен за државата, особено во тие меѓународни настани, и сметам дека треба да продолжи таа поддршка. Еве конкретно деновиве споделивте историски успех за Теодор Стојановски, момчето кое што велите ќе биде нова олимписка надеж. Тој веќе е олимписка надеж, бидејќи оствари сериозен, релевантен спортски успех. Што значи релевантен успех? Тоа значи медал на европско, светско или олимписки игри во олимписки спорт. Теодор освои сребрен медал, победувајќи тројца репрезентативци од Кипар, Украина и Велика Британија, загуби во финалето од Франција, од репрезентативец на Франција и оствари сериозен врвен успех, еден од ретките, имаме 4 или 5 успеси во независна Македонија на ова ниво. Неговиот е баш меѓу врвот, бидејќи првиот и најдобар е златото на Бесира Лили, борење пред неколку години од сега. Ова е втор најголем успех во независна Македонија. Во таа смисла директно најавувам нова олимписка надеж. Еве една мала дигресија. Денеска на Советот на општина Бутел на Теодор Стојановски му доделивме еднократна парична награда од 120.000 денари, а веќе во понеделник ќе биде пречекан и од страна на првиот човек на македонскиот спорт Борко Ристовски. Ви благодарам за одговорот. Ќе продолжиме понатаму исто така за спортот. Именно имате и поддршка од централната власт. Со премиерот Мицкоски неодамна отворивте спортско-рекреативен центар Бранители во населеното место Љуботенски пат. Така, ете уште еден нов спортско-рекреативен центар. Го носи името Бранители, бидејќи веројатно по глава на жител е едно од населените места кои што на територија на Македонија даде највеќе бранители во 2001 година. Станува збор за ист тип на спортско-рекреативен центар како оној во Радишани, со повеќе спортски содржини, препосетене во одреден период, сега е малце заладено времето, но во периодот кога го отворивме, може би имаше и над 100 дечиња кои што во моментот го користат и навистина тоа е една убава можност да добиете мотив пус за да градите. Колку граѓаните, еве конкретно настрана од младите спортисти, ги бараат ваквите спортски рекреативни центри токму за знаете што, во денешно време е многу битно прашање, и јас како родител, но и многу други родители поставуваат прашање каде се нивните деца. И треба да бидеме сигурни дека не мора да поминуваат. Ова е време каде што има и премногу сообраќај, и брзо се вози, и родителите стравуваат премногу. И не мора за да имаат една обична активност спортска да го напуштаат своето населено место, па да поминуваат неколку главни улици, родителите да ги имаат децата во своите мисли. И навистина родителите се предзадоволни што нивните деца се во нивното мало, тука ги имаат сите можни спортски содржини, а многу често се користат и од родителите, бидејќи во секој спортско-рекреативен центар има и содржина за најмалите, за мали дечиња, има детски игралишта и многу често се посетени од родителите со најмладите, така да и они имаат придобивка од сето тоа. Директно или индиректно сте поврзани со Македонската таеквондо федерација, со која што проследивте неудамна и настан, односно бевте поканети од Корејската амбасада на корејски денови на корејската култура. Што се случуваше на филозофскиот факултет во Скопје? Па бевме поканети од Корејската амбасада во Софија, бидејќи во Македонија нема, и направивме на демонстрација со нашиот со поточно под повеќе спортски клубови. Имаме гледач? Ало, добро вечер, имаме гледач. Добро вечер, ве слушаме. Прекина врската. Направивме демонстрација со повеќе клубови од Македонска таеквондо федерација, бидејќи таеквондото доаѓа од Кореја и е национална корејска гордост и некако ете ги поврзавме со работката, направивме демонстрација на спортот и си поминавме навистина во. Несумнено, кога говориме за спорт, ќе го споменеме и среброто на Дејан Ѓоргиевски. Колку тоа значи гордост за општина Бутел? Па тоа е гордост за Македонија. Тоа е национален успех кој што е историски, единствен домашен спортист кој што во
30 и повеќе години независност успеа да донесе медал од Олимписки игри. Она што е многу значено, што има и Дејан, уште не го кажал последниот збор, има уште еден цел олимписки циклус пред него, но има навистина многу сериозни нови спортисти кои што можат да го повторат или да бидат близу неговиот успех. Станува збор за историски момент. Долго време најавуваме документарен филм, многу наскоро ќе почне да се снима, се надевам. Не е дека го одложуваме заради несериозност, туку навистина сакаме да биде едно дело кое што ќе остане буквално за навек. Ајде да се вратиме сега што ќе се работи во соработка со владата, односно потпишавте повеќе општини договори, финансирани проекти токму од владата на Република Македонија. Колку финансиски сте поддржани од владата, за кои проекти ќе стане збор, да ги информираме граѓаните? Ова знам да го наречам често на неколку гостувања до сега како ренесансен период за локалните самоуправи генерално, и навистина премиерот Кристијан Мицкоски направи еден чекор кој што ќе остави видливи траги. И за прв пат можеби најголем дел од градоначалниците, особено градоначалниците на условно кажано сиромашните општини, ќе можат да се почувствуваат како градоначалници, да имаат една визија за развој, бидејќи една илустрација само ќе направам. Ако општина Бутел имаше од 1,5 до 2 милиони евра годишен буџет за капитални инвестиции, сега ќе има 6,5, 7 милиони евра годишен буџет, што навистина може на вистински начин да го креирате развојот на општината. Оно што е многу важно, што сега добивме близу 100 милиони денари како општина, го споменав паркот во Радишани, еден од тие проекти, но и патека на кеот на реката Серава. Добро, ти благодарам, момче. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушаме. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Ве слушаме, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ало, ме слушате? Ве слушаме, ве слушаме. Вака, поздрав до вашата емисија и до нашиот градоначалник. Благодариме. Едно прашање, кажете ми, каква е ситуацијата со новата поликлиника што треба да се изгради, како е планот и развојот? Поред. Ви благодариме. Нова поликлиника која треба да се Веројатно ќе дојдевме и до оваа тема, бидејќи тоа се предвидените проекти за следната година. Благодарам за прашањето на гледачот. Ова е еден од најбараните, ако не е најбаран проект на територија на општина Бутел. Еве убава свежа информација. Започна цел тим да го црта проектот. Имаме соработка со Министерство за здравство. Направивме заедничка екипа, комисија која што ќе се грижи за тој проект да биде согласно сите стандарди потребни за поликлиника, бидејќи станува збор за специфична градба, и ќе аплицираме на конкурсот кој што ќе биде во текот на месец јануари со средствата од влада за следната година, за 2025 година. Убеден сум дека ќе добиеме средства за овој голем проект и убеден сум дека до крајот на мојот мандат веќе ќе имаме и подигната карабина и бутелчани конечно ќе добијат модерна поликлиника, модерно место каде што ќе можат да се грижат за своето здравје. Во повеќе наврати ја споменувате последната година од мандатот. Задоволни ли сте од досега сработеното и ќе успеете ли се да завршите во 4 години? Тоа што е навистина битно и важно е што носечките проекти кои што ги ветив или ќе бидат завршени или ќе бидат во сериозна фаза на реализација. Зборувам за носечките и капитални проекти, а сите останати проекти кои што се ветени не само што се завршени, туку се и надминати со еден голем процент, но сето тоа ќе биде при крајот на мандатот обзнанено и ќе биде исфрлено како една вест. Со тоа сакам да кажам дека близу 100%, навистина звучи чудно, но близу 100% од предизборната програма ќе биде ветена, ќе биде реализирана што беше ветена, а голем дел од проектите кои што се направени и не беа ветени претходни. Во таа смисла, како човек, особено кој што доаѓа од спортот, не го сакам зборот дека сум задоволен, бидејќи секогаш може подобро, но просто извира тоа од мене и задоволството кое што го гледам кај граѓаните се прелеа кај мене и можам да кажам дека еве во третата година на мандатот дека навистина
сум задоволен од себе, од својот тим и од граѓаните во периодот од овие 3 години. Велите до крајот на оваа година и следната година во Бутел ќе има најголемо градилиште. Бутел ќе стане најголемо градилиште. За што конкретно? Да, станува збор за година која што ќе биде... Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало. Добро вечер, во програма сте. Најголемо градилиште во Бутел. Станува збор за година која што ќе биде најдинамична. Покрај тоа што ќе се градат носечки капитални проекти, еден од нив споменав, поликлиниката. Градинката во Бутел 2 ќе се работи во сериозна динамика. Ќе започнеме да го градиме водоводот за Љубанци и Љуботен, еден историски проект, кој што во првата фаза ќе биде поддржан од Американската амбасада, а во останатите две од владата на Република Македонија. И ќе се градат нови, клучни, големи 30 сообраќајници на територија на општина Бутел, че буквално ќе биде отворен еден фронт на градежна активност како никогаш до сега. И во таа смисла е убава прилика, ако тоа ќе го направам, кога ќе започне сето тоа, ќе биде многу наскоро, да имаат граѓаните трпение кога се гради, бидејќи станува збор за период кога може да има и повеќе прашина од вообичаеното и така натаму, а некогаш и некој проект да се гради малку подолго. Но тоа е така заради тоа што особена важност даваме на проектите, на моментот поврзан со проектите да бидат квалитетно изработени и секогаш го замолувам надзорот да го следи, да следи работата детално. Дури сме имали и случаи каде што одредени фирми добили негативни референции, не сме ги платиле сработените проекти и сме ги повториле, сме направиле поквалитетни само доколку забележам дека нешто не е квалитетно сработено. Така да замолувам за трпение, бидејќи навистина фронтот кој што ќе се отвори поврзан со градба во текот на следната година ќе биде буквално на секаде на територија на општина Бутел. Ќе добијат ли бутелчани отчет за сработеното? Секоја година до сега од мојот мандат добиваат отчет, добија првата, добија втората, веќе е во финална фаза отчетот и за третата година, ќе направиме посебен настан поврзан со отчетот и секако на крајот од мандатот ќе добијат еден отчет за 4 години се што сработивме. Здраво. Ало, добро вечер, повелете. Сакам да му се благодарам на градоначалникот Дарко, јас сум Мартин општина Бутел, што не субвенционира на спортистите младите. Што има разбирање што нас, иако тоа мислам многу го прави најубаво од сите други градоначалници во цело Скопје, може да се каже, цела Македонија. Благодарам и до Дарко и до Бистол телевизија. Ви благодариме за јавувањето, поздрав и до вас. Татко сте на 3 дечиња, ќе ви честитам. Фала. Што прави општина Бутел за немладите? Детски градинки, детски игралишта? Ги споменав, 2 детски градинки. Ќе бидам искрен, очекував да се почне една и да се заврши една детска градинка, но излезе дека почнавме ќе завршиме 2 до крајот на мандатот. Има ли доволно капацитети за дечињата во Во овој момент со последната со градинката која што е изградена во Бутел 1, од кога ќе почне со работа, веќе ќе немаме проблем со листи на чекање, тоа ќе биде некаде на пролет, а со новата градинка во Бутел 2 тој проблем ќе биде генерално надминат и мислам дека во период од 2-3 наредни години ќе немаме проблем со ниту една листа за чекање. Така да се грижиме и за најмладите, постојано и реновираме каде што е потребно во постојните градинки, инвестираме во нови дидактички и секако вид на играчки за дечињата. Ало, добро вечер. Повелете. Добро вечер, повелете. Има културни денови со музички концерт, како во Гази Баба што имаше? Благодарам на прашањето. Следната година ни е јубилеј на 20 годишнина на општина Бутел. Имавме и во текот на пролетта оваа година, но планираме да направиме нешто што не било видено досега, па можеби на територија на градот Скопје. Еден спектакл кој што ќе трае неколку дена на убава локација на територија на општина Бутел, но многу наскоро ќе дознаат граѓаните за што станува збор. Навистина ќе има една богата културно-уметничка програма и звезди кои што се на вистинско ниво и мислам дека ќе Мислам дека граѓаните ќе го сакаат тоа. Па веќе направивме до сега неколку такви настани и навистина поминуваат многу убаво.
некако се измислија многу работи после. Ало, добро вечер. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Повелете, во програма сте? Ало, добро вечер. Ве слушаме, повелете. Повелете, господине, ве слушаме. Добро вечер. Ве слушаме. Дали сме програма? Во програма сте, повелете? Не си исклучи гледачот, се надевам ќе успее да не добие. Ајде понатам, обожавате да сте меѓу најмладите, тоа го увидовме и на оние објави кои што нели вашиот тим ги споделува на социјалните мрежи, се случи Костенијада чинам во едно од основните училишта. Колку дечињата се среќни со ваквите настани кои што ги приредуваат? Да, тоа беше еден многу убав настан организиран во основното училиште Гоце Делчев во Љубанци. Секогаш кога има било каков тип на приредба и дружба, децата се навистина задоволни. Јас како градоначалник инсистирам, тоа е една условно кажано насока до директорите на основните училишта, барем 1 до 2 активности во текот на месецот секој училиште да организира и јас лично да имам можност да се подружам со најмладите, бидејќи гледам дека тоа навистина им значи и секако секој од овие настани да биде исклучително поврзан со едукативен карактер. И во таа смисла мислам дека секогаш кога има било каков тип на организација поврзан со младите, тие навистина уживаат во тоа и го памтат целиот живот. Така се случи и 16 октомври, светскиот ден на здравата храна, исто така меѓу најмладите во основното општинско училиште Ацо Шопов. Каква е соработката со училиштата на територија на Бутел? Перфектна. Во овој момент би ги поздравил сите директори на основните училишта на територија на општина Бутел, навистина си извршуваат работата перфектно. Не е ова преголем збор, туку навистина имам многу високо мислење за нивниот професионализам пред се. Да, ова што го споменавте беше еден преубав настан на организиран од основното училиште Ацо Шопов. И тој беше од едукативен карактер, покрај се имаше и нутриционист кој што објаснуваше што значи здрава храна, што значи здраво да се храните, колку тоа е еден чекор кој што ви го олеснува секојдневниот живот. Навистина бев вака поприлично пријатно изненаден дека и од најмладите имаше доволно внимание да се слушне едно такво предавање. Наставно беше поврзан и со готвење од самите ученици, така да може надворот она што е настава и она што може би се рамки поврзани со наставата, со образовниот процес може и добро и секогаш инсистирам да се организираат настани кои што се едукативни, а се надворот наставниот процес. Дел од конструктивните критики во нашата подготвена анкета беа околу хигиената, околу чистотата токму во општината. Што превзема општината за зелената агенда? Добро ова прашање, некако чувствував од преска момент, само чекав кога да навлезам во оваа тема, бидејќи ако забележавте беа споменати контейнерите и кучињата кои што разнесуваат одредени нечистоти. Сепак станува збор за надлежност на градот Скопје. Сите контейнери кои што се на територија на општина Бутел се надлежност на градот и еве во овој момент би апелирал комуналното претпријатие кој што е под надлежност на градот почесто да си ја врши својата работа и секако до јавното претпријатие Лајка да се погрижи малце повеќе, иако во последно време нешто се поправија, но тоа би било навистина уште подобро да се поправи повеќе, бидејќи станува збор за опасност за граѓаните. Во делот каде што општина Бутел има ингеренции поврзан со хигиената, сум задоволен од работата, секогаш може подобро, но мислам дека во споредба со било кое претходно време и така значително подигнато нивото поврзано со хигиената на територија на општина Бутел. Најавивте еден интересен проект, енергетска независност на општински објекти, имено станува збор за фотонапонски соларни панели на 4 објекти поставени во општината. Така е, една градинка на општината и на 2 училишта поставивме така условно познати меѓу народот фотоволтаици, кои што ќе ги снабдуваат овие објекти со електрична енергија.
и во таа смисла ќе ја намалат сумата на пари која што вака народски кажано, која што училиштата ја трошат за електрична енергија, тие пари ќе бидат секако алоцирани во некои потребни работи поврзани со дадените институции кажани. Ова беше проект кој што го направивме заедно со општина Медвеđа, станува збор за европски пари, го почнавме многу така оптимистички овој проект и фала му на Господ му видовме и лезат на крајот. Го успеавме да обезбедиме ми беше средства. прашањето, успеавте ли да обезбедите? Успеавме, да, тоа е направен со европски пари, една убава соработка направивме со општина од Република Србија. Ке функционира ли ова во пракса? Да, функционира, да, веќе почнува да функционира, веќе се поврзуваат. Дури сме сега пред нова таква една меѓуопштинска соработка со една друга општина од Република Србија, но се уште не е уште официјален дел кој ќе бидат запознаени граѓаните. Секогаш гледам кога има средства, а не се искористени, да ги искористиме во максимум. Така кога станав градоначалник, видов дека 4 години претходно не се користеле околу 700.000 евра за улици од страна на Светската банка. Навистина бев зачуден зашто е тоа така и веднаш ги искористим. Во моментов се градат неколку улици поврзани со тие средства и ни остануваат уште две нови. Навистина мислам дека е штета доколку има одредени средства се надвор од општинскиот буџет да не се искористат. Во повеќе наврати споменавте соработка со централната власт. Каква е соработката со другите општини во Скопскиот регион и крајно каква е соработката со град Скопје? Со другите општини соработката е на исклучително високо ниво. Со градот Скопје не е на онаа задоволително ниво на кое што јас би сакал да биде. Околу тие технички поврзани моменти за одредена соработка знае да биде коректна, но генерално поврзана со тоа како на вистина треба да функционираме врз основа на таа соработка што треба да има, бидејќи во Скопје се испреплетени ингеренциите, дел од проблеми и хигиената, на вистина може да биде на многу повисоко ниво од тоа што е во момент. Знаете напати да се пожалите на социјалните мрежи, објавувајќи неколку улици до каде ќе оди ова лудило, ќе се завршат ли овие, ќе се закрпат ли овие дупки, колку вие ја превземате надлежноста од град Скопје во тие? Па тоа е кривично дело, но некогаш кога станува збор за буквално за безбедноста на граѓаните, во буквална смисла на овој збор, јас сум дури спремен да направам нешто што можеби ќе се загрозам лично по однос на одредени кривични пријави и слично, но навистина сметам дека тоа треба да се направи, бидејќи се ќе биде предоцна доколку има одреден проблем поврзан со било чие здравје на било кој граѓанин на територија на општина Бутел. Ке го заокружуваме полека разговорот со рубриката Прашање од социјалните мрежи. Граѓаните прашуваат, градоначалниците одговараат. Велат, дали Дарко Костовски се гледа уште 4 години со мандат за градоначалник или ќе се впушти во трката за прв човек на град Скопје? Морам да истакнам дека ВМРО-ДПМН е исклучително сериозна партија и низ органите на партијата треба да поминат одредени одлуки, како и некој да биде кандидат за градоначалник на било која општина, а исто така и кандидат за градоначалник на град Скопје. Она што е сигурно е тоа дека ВМРО-ДПМН, мислам дека е политичка партија, ако не и во регионот, во Македонија сигурно, што прави анкети и согласно тие анкети ги одбира оние луѓе кои што ќе истрчаат за кандидати за градоначалник, дали е тоа во случајов општина Бутел или е град Скопје. Тоа што ќе процени партијата дека и претседателот Мицковски, премиерот Христијан Мицковски, дека е најдобро, секако дека ќе го послушам и секако дека ќе одговорам доколку сметам дека е нешто што би можел да го постигнам. Секогаш прифаќам предизвици кои што сметам дека можам да ги прифатам. Дали и понатаму работата на Костовски ќе биде насочена кон повеќе зеленило од бетонизација? Тука можеме да се пофалиме и во овој дел можеме да бидеме нескромни како општина, бидејќи сме единствената општина можеме на територија на Македонија која што има постапка за бришење на вкупно 13 маркици за згради, а ниту една маркица не е добиена за време на мојот мандат и нема да биде добиена маркица за зграда за време на овој мандат. Она што беше ветено на граѓаните, звучеше малце неостварливо, се оствари и до овој момент стојам цврсто на тој став. Иако тоа значи штета за буџетот на општина Бутел, но во исто време значи квалитет за живење на граѓаните. Бутел е малска општина, треба да го задржи тој
би рекол, малски живот, не треба да имаме динамика каква што има во некои други општини, стојам позади тоа, затоа и ми дадоа граѓаните доверба, така ќе остане и во следните 4 години, без оглед на тоа колку притисоци би имало тоа да не е така. Да, уште едно прашање, овде и ќе се повториме, велат ќе се превземат ли по-конкретни чекори во чистотата, односно со чистотата во парковите и конкретно пазарот? За пазарот, сепак тоа е и приватна собственост. Некогаш излегуваме во пресред, но Скопски пазар го има како приватна собственост и добро е да се грижат за сето тоа. По однос на хигиената ќе напоменам повторно на што го сметат граѓаните на општина Бутел за проблем со хигиената е нешто што не е наша надлежност, тоа се преполни контейнери на главните улици. Еве во оваа прилика сосема добронамерен апел до градот Скопје повеќе да се работи од страна на комуналното предпријатие. Имаме и две пофалби кои што нема да биде фер ако не ги прочитам. Велат Бутел доживеа ренесансен период и Бутел е дефинитивно најспортската и најтранспарентна општина, односно велат со право го носиме епитетот на најспортска општина. Господине Костовски, полека го привршуваме разговорот. Би сакала да ве прашам со какво темпо ќе се движат работите во последната година од мандатот, што е оно што треба да им се каже еве конкретно од тука, од Скопје ми е дома, на граѓаните, на жителите на Бутел, кое што не го споменавме во текот на интервјута, сметате дека треба да потенцирате? Она што претходно го кажав, сега само ќе го повторам во смисла на тоа да имаат трпение бидејќи ќе се отвори сериозен градежен фронт, само да имаат трпение дека проектите имаат свој почеток, имаат времетраење и крај граѓаните и да заокружиме еден 4 годишен мандат кој што ќе остави вака сериозен впечаток во историјата генерална на општина Бутел. Ништо тоа не би било реално доколку не ја добиев таа поддршка од граѓаните на претходните локални избори. За следните избори самите ќе одлучат како понатака општина Бутел ќе продолжи, дали се задоволни од тоа што досега е пракса. Ви честитам за досега сработеното, посакувам и понатаму да ја освојувате довербата на граѓаните, на обичниот човек, на оној кој што најдобро суди. Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам што бевте мој вечерашен гостин. Ви благодарам и јас за убавото и динамично интервју и се надевам дека ќе се видиме повторно. Дарко Костовски или првиот човек на општина Бутел во Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, искрено се радувам за сите ваши јавувања и за тоа што со внимание го проследивте и ова издание од Скопје ми е дома. Овде ќе ве поздравам, ќе ви посакам пријатна вечер и секако се гледаме за 7 дена од сега со нова општина и нов градоначалник. Večno te ja sakam